Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата се разбира гласот на вистината. Се надевам дека сте добро покрај сите бури и браништа кои што се случуваат околу целиот свет, особено во деловите каде што имаме војни, но сепак и целиот свет е на еден начин опкружен со многу невојли. Библијата за тие нешта зборуваат, иако ова вечер не сакам да зборувам за ескатологијата, за иднината, за она што денеска ни се случува и за она што во иднина ќе ни се случува, Библијата зборува за сите тие нешта. Ние имаме ескатолошки псалми, потоа имаме во Новиот Завет имаме глави ескатолошки, потоа имаме и книги цели ескатолошки. Затоа е потребно да се чита Светото Писмо. И Библијата е таа која што не ги открива сите нешта кои што нам ни се случуваат денеска и се она што се случува околу светот, а и она што во иднина ќе треба да се случува. Често пати кога зборуваме за ескатологијата се појавува меѓу нас како некоја на еден начин љубопитност, знаејќи ги тие работи или сакаме да дознаеме повеќе работи околу сите нешта кои што денеска се случуваат и зошто се случуваат. И имаме X прашања. Но ова вечер зборуваме за една прекрасна тема која што веќе имаме неколку се разбира емисии, зборуваме за трансформација. Зборуваме за еден обновен живот. И тоа е многу важно и многу клучно за сите нас. Без разлика колку ние ќе ја познаваме сегашноста и иднината, колку Бог ќе ни дозволи, ќе ни открие, но сепак клучната работа е сепак верата и трансформацијата, нановото раѓање или тој обновен живот кој го имаме и го добиваме преку верата во Исуса Христа. Зборуваме тоа дека значи дека кога некој станува верник, тој веќе нова личност, не е веќе истата личност како и порано, зашто со стариот живот е веќе завршило и започнува еден сосема нов живот, нов процес во нашиот живот. И така, кој е во Христа, тој е ново создание, старото помина и ете се ново создавам. Се разбира, зборувавме дека важно е да бидат вклучени овие библиски елементи во нашиот живот. Потоа видовме дека многу е клучно да бидат вклучени Божјото свето тројство во нашиот живот. Божјото свето тројство е тоа која може да го промени нашиот живот. Таткото, Синот и Духот Свети, за кој што и самата Библија ни зборува како можеме да бидеме обновени. Почитувани, верувајте ми дека со наши сопствени сили ние ништо не можеме да промениме кај никого, ниту па можеме да промениме нешто кај себе си, ниту па меѓу нашето семејство. Затоа е многу важно и клучно да дозволиме и да го повикаме Божјото свето тројство. Тоа е Таткото, Синот и Духот Свети. Библијата ни зборува, како што кажав, за таа тесна врска меѓу нас и меѓу Синот Божи. И дадохме неколку примери. Потоа видовме и зборувавме за третата личност од Божјото свето тројство. Тоа е всушност зборувавме за Духот Свети. Оној кој ќе биде наш помошник во нашата вера. Оној кој ќе не советува, оној кој ќе стои на наша страна, кој ќе биде наш бранител, оној кој ќе не утешува и оној кој ќе го предржува нашиот живот. Исус вели подобро е јас да си заминам и да дојде утешителот Духот Свети, кој ќе биде со вас до века. Затоа треба да знаеме дека Духот Свети е меѓу нас и дека тој сака да ни помогне. Без помош на Духот Свети ние не можеме да се наново родиме дефинитивно. Значи, без помош на Светиот Дух ние не можеме да се наново родиме. Затоа е многу важно да знаеме дека преку Духот Свети ние се наново раѓаме, имаме еден обновен живот. Со помош на Духот Свети ние имаме еден
обновен живот. Така да, исто така е многу важно да знаеме за многу нешта кои се ни запишани во Светото Писмо. Кога ќе читаме околу Никодим, тоа е многу важно да знаеме еден текст кој се наоѓа во Евангелието на Јован, 3 глава. Тоа е мистичниот разговор, ноќниот разговор меѓу Исус и меѓу Никодим. Библијата ни открива, ни зборува, ни го опишува целовкупниот разговор меѓу Исус и Никодим кој се одвивал во ноќно време. Два пати роден е Божиот услов за стекнување на небесното живеалиште. Да се биде дел од Царството Божјо, треба првенствено да веруваме во Исус Христос, дека е тој Божи син и дека Бог преку него не го понуди Царството Божјо. Потоа, кој ќе биде дел во Царството Божјо? Оние кои ќе веруваат, како што кажав, во Христос, оние кои ќе има обновен или трансформиран живот и оние чии имиња се запишани во книгата на животот. Во Евангелието на Јован 3.3 еве што ни е запишено. Значи, ќе читаме Евангелие на Јован 3.3. Еве што ни вели, се разбира, словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Тоа е, како што кажав, ноќниот разговор меѓу Господ Исус и меѓу Никодим. Еве што му вели словото Господово. Исус пак му одговори и рече: вистина ти велам, ако не се родите од озгора, не можете да го видите Царството Божјо. Всушност Исус сакал да му каже, ниту па можат да станат дел од Царството Божјо. Затоа реков, кој може да биде дел од Царството Божјо? Само оние кои имаат или го имаат обновениот живот. Или нивниот живот е трансформиран. Потоа, кој е тој кој што може да биде дел од Царството Божјо? Библијата вели дека ние преку Христос, преку верата во Христа стануваме деца Божји, а потоа, откако ќе станеме деца Божји, откако ќе го прифатиме Исус за свој Господ и Спасител, ние стануваме деца на Царството Божјо, деца на светлината. Еве заедно ќе отвориме во Евангелието на Јован, значи Евангелие на Јован, 1 глава, и ќе читаме 12 и 13. И еве што ни вели словото Господово. А на сите што го примија, на сите што верува во неговото име, им даде можност да станат чеда Божи, кои не се роди од крв, ниту по желба на телото, ниту од похот машка, туку од Бога се родија. Тоа значи дека, за да се биде наново роден човек, да се биде на нова личност, потребно е вера. И ние само преку верата во Исуса Христа можеме да се наново родиме. Преку самиот Бог ние можеме да се родиме. Еве што ни е запишено во Галатјаните 3 глава 26 стих. Зошто сите сте синови Божи преку верата во Исуса Христа. Значи, сите сме синови Божи преку верата во Исуса Христа. Како што кажав, синовите на светлината, синовите Божи, синовите на Исуса Христа, кои што ја имаат верата во Христос, тие се кои можат да станат наследници на Царството Божјо. Трета клучна работа, кој може да биде дел од Царството Божјо? Зборуваме оние кои што се наново родени, оние кои што веруваат, а потоа и оние чии имиња се запишани во книгата на живиот Бог. Ќе отвориме во книгата Откровение, всушност тоа е последната книга од Библијата, 20 глава, и ќе читаме од 11 до 15
Еве што ни вели Словото Господово по прашање на книгата на животот, чии имиња треба да бидат запишани. Само тие имиња кои се запишани во книгата на животот ќе бидат дел од Царството Божјо. Кои се запишани во книгата на животот? Тие кои имаа преобразен живот, оние кои се нови личности во Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Кои се запишани во книгата на животот? Само оние кои што се деца Божи. И еве што ни вели Словото Господово. И видов голем бел престол и седнатниот на него, од чии лице побегна земјата и небото, и за нив место не се најде. Потоа ги видов мртвите, мали и големи, како стојаат пред Бога. Се отворија книги и друга книга се отвори, книгата на животот. И судени беа мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. Морето ги поврати мртвите своји кои беа во него. Смртта и пеколо ги повратија мртвите своји што беа во нив. И секој прими суд според делата своји. И смртта и пеколо беа фрлени во огненото езеро. Тоа е втората смрт, за кој што можеби во идно време ќе зборуваме. И потоа Словото Господово вели, и кој не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во сулфурното огнено езеро. Значи, кој може да биде дел од книгата на животот? Чии имиња се запишани во книгата на животот? Само оние кои го имаат сведоштвото и верата во Исуса Христа. Само оние кои се наново родени и тие се деца Божи, како што кажав, и се наследници на царството на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Почитувани, размислувајте за сите овие нешта. Како што кажав, убаво е да се занимаваме со ескатологијата. Убаво е да читаме Слово Господово и да видиме по ова прашање што Библијата ни зборува, но сепак од друга страна Библијата ни зборува исто така дека многу е клучно нашиот обновен живот кој го имаме во нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Не мора ние да зборуваме дека имаме обновен живот. Туку нашиот живот е доволен и тој сведочи дека ние со стариот живот веќе имаме завршено и живееме нов живот, живот за Бога. Зошто? Затоа што сме деца Божи. Исус вели, секое дрво се познало по својот плод. Обновените луѓе ние можеме да ги препознаеме по нивните плодови, по нивниот живот, дека тие имаат обновен живот и со помош на Духот Свети ќе кораат кон Царството Божјо. Така да, навистина, имајте една убава и благословена вечер. Господ нека биде со вас. Се надевам со Божја помош. Ако бидиме здрави и живи, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно, Господ со вас и се разбира, Господ нека не чува. Амин.